одлучуваме, браќа и сестри, да го толкуваме апостолот и во оваа седмица повторно е апостолот кон римјаните. И многу впечатливо Господ говори дека искушението кое го имаме во животот е некоја надградена форма за стекнување на искуство во животот. Се молиме на Бога, велиме Господи, и не внесувај не во искушение во молитвата Оче наш. Но тоа некако како да изгледа за почетниците. Овде апостол Павле повеќе ни вели искушението го раѓа трпението. Трпението го раѓа искуството, а искуството надежда. Што значи не е возможно без искушение, тоа значи без проби да имаме цврста надеж. Ниту е возможно претходно да имаме искуство. Затоа е неопходно да имаме искушенија. И колку е човек на повисоко равниште во духовниот живот, толку повеќе искушенија има. Како на поговорка, колку повисоко е некој на врв на планината, толку посилно ветровите го дуваат. Тоа некако треба да си го разбереме зашто е искуство и наше и на црквата истовремено. Значи, без искушение не можеме да добиеме искуство. Искушенијата се како испити, кои ги полагаме на факултет. Ке проба еден испит човек, ке положи или ке падне, оде на втори испит, ке положи или ке падне, се така додека не ги положи сите испити. Е така исто искушението, еден испит животен, кој раѓа трпение, вели апостол, а ние го проверуваме тоа ни животот, дека секоја проба ни раѓа трпение. А трпението пак искуство. Знаете, возрастен човек треба да биде искусен. Возрастен човек, кога зборувам човек дедо, што го викам, еве и владиката дедо го викат. Затоа што треба да биде искусен за работите, да ги знае работите од духовниот живот, секако. И да може да ги советува другите како да го надминат искушението, да го стекнат трпението, да го стекнат искуството и на крајот надежта. И надежта, вели апостолот, не посрамува никогаш. Надеж се вика химната на Израел денес која пеат. Хатиква на израелски јазик, на еврејски, значи надеж. Ама каква надеж? Токму до апостол Павле бил евреин, тој после станал христијанин. Што значи одредени духовни мерки ние ги прифаќаме од сите. Овие уште евреите ги знаат и евреите денес ни се најголем пример за ова. Тие, значи, химната им се вика надеж, а тие 2000 години, кога немале држава, немале, значи, татковина, но кај ке се сретнал евреин со евреин се поздравувале до година во Ерусалим. И еве дочека во Ерусалим да бидат собрани и сега некој ќе ги осуди.
Прво, мене ме боли срцето за она што се случува во Газа. Таму и деца кои чекаат храна земат се убивани. Но ако некој ја знае историјата, 5000 години, не историја од вчера и од завчера или од еден век, ќе знае дека евреите во суштина, кај што поминувале во целата палестински, тогаш, пред 5000 години, вршеле херема, а тоа значи ни кокошка не оставале во селото. Не човек, не жена. Кокошка не оставале, значи се истреболи. Сега некој може да се чуди на ова, зошто, што да прават луѓето. Ако има некој подобар предлог и јас сакам да го слушнам. Кажете ми што да прават, да опстанат треба или да ги уништат нив. Нема друго. Ако сакат да опстанат, само на овој начин гледаш да опстануваат. Нема друг начин. Може би изгледа несвојствено за времето во кое што живееме, како во некаков хуманизам сме задоени, меѓутоа треба да ги имаме во преди сите претходни случаи што се случуваат, што се наталожени во еден народ. А тоа е еврејскиот народ. Гледате, ова ви го спомнувам и ви го поврзувам токму со овој одделок на апостолот, за апостол Павле до римјаните, кој бил евреин, кој вели последна доаѓа надежда. Ама надежда не посрамува никогаш ако е во Бога. Надежда ако имаме во некој човек, во нешто што е колебливо, може да не посрами. Ама ако имаме надежда во Бога, никогаш нема да не посрами таа надежда. Сакам да спомнам уште нешто, браќа и сестри, овде недалеку од нас е Крушево, до село Кривогаштани. И во понеделникот, вторник и среда, мислам, имаше една конференција, се одржа, диалог на религиите. Но организаторите на таа конференција, кои се познати од Универзитетот Свети Кирил и Методи, не ни дојдоа диалог да имаат со локалниот владика, со локалниот епископ, а прават диалог меѓу религиите. Можно е да се направи диалог меѓу религиите, еве, кога спомнав, Израел и Иран. 1000 години непријателство. Значи, израелците били во робство однесени кај персиците. Персиците се денешните иранци. И тоа, туку така да го заборават, велат, не може да се заборави кај народ свесен и отрезнат како што е еврејскиот народ. Но друго ми беше муабетот. И тие ни велат диалог треба меѓу религиите да има. Ние сме свесни дека диалог е неопходен да има во едно семејство. Мажот кој ќе излези на нива, оде во Кривокаш, треба да каже, јас ќе одам да видам тутунот до каде. Жената која ќе излези до продавница треба да каже, да соопшти, јас одам до продавница да купам и ова и ова нема. Детето кога ќе оди на училиште треба да каже на родителите, во толку сасвим почнуваат часот денес порано или позоцна. И тој е диалогот кој го имаме, кој сакав да речам, кој го учиме уште од најмала возраст. Сега некој треба да ни каже за диалог, а самиот не го спроведува тој диалог. Спорот ми е за тоа дека диалог е да дојдеш кај епископот да му кажеш, абе, како сакаш наречи го, не мораш ниту титула да му кажеш, ако си неписмен, нормално. И
кажи му дека во твојот град планираме таква и таква конференција, дали ќе го поканиш или не, дали има време тој да дојде или не, тоа е друга работа. Ама ова, доаѓа како да доаѓа некој во село без кучиња. Сметајте ме и мене меѓу нив, меѓу кучињата. Ама го чуваме ова паство, го чуваме овај народ. А свесни за тоа и упатуваме дека треба да имаме диалог со сега. Добар ден, да велиме, не можеме диалог да имаме за луѓето прво што не се монотеисти. Со друго, се и монотеисти, ама не веруваат во Светата Троица. Ние можеме диалог да имаме, а тоа значи добар ден да си велиме, ама што да зборуваме за длабочините, еве овие што ни ги отвора апостол Павле. Не можеме да се најдеме, зашто немаме ист код на разменување на информациите. Затоа сето ова, браќи и сестри, го кажувам во контекст на денес прочитаниот апостол. Во суштина дека искушение ќе имаме во животот. И нека не се мисли дека, не знам, бајка ќе му биде животот. Не, ќе имаме искушение. Ама искушенијата на добро да ги завртиме, а тоа значи да добиваме од искушението, победата врз искушението, трпение. Тоа значи дека не оди се како што сакаме, туку трпеливо го постигнуваме она што сакаме. Трпението е основ за искуството. Мора да трпи човек, не може одма не може на 2 години, на 5 години дете да има искуство како некој од 70 години. Тоа постепено доаѓа искуството. Ете, тие скалила ни се откриени. И најнакрај, тоа искуство кое го стекна човек ја раѓа надежта негова. Денеска случајите, особено политичарите, ќе ви кажат по изјави, се надевам дека ова така и така ќе биде. Не може, надежта е нешто што е сврзано толку со битието на човека, што не можеш да го разделиш. Друго е да речеш, очекувам дека така и така ќе биде. Може би така и така ќе биде. Може би ќе го изградиме тој пат од Скопје до Охрид. Може би ќе направиме нешто друго, оние тунели или не тамо онај железнички пат што треба за Бугарија. Ама тоа ќе го речеш, очекувам. А се надевам дека ќе биде. Тоа треба да биде завршена работа. Надежта, ако не ти е исполнета, тогаш твојата смисла за животот е промашена. Затоа што, гледате, искуството, вели апостол, ја раѓа надежта, а надежта, вели, не посрамува никогаш. Сега, ако те посрами, велиш, се надевам дека ќе биде тој пат или таа делница до тогаш и до тогаш, ако те посрами самата изјава, не е до тогаш. Тоа не е надеж. Надежта не посрамува. Имаш надеж, ќе го направиш тоа што е тоа е надеж. Тие, браќа и сестри, се некои работи кои се клучни за водуховниот живот. А ни ги открива кој друг, апостол Павле, кој е многу духовен и искусен маж. Значи, не го кажува тоа дека го прочитал некаде и еве едни го запишал, туку го прочитал, може би, ама од срцето. Го искусил тоа значи. Тоа значи негова записот негов е од неговиот живот. Затоа, браќи и сестри, дека ни биде што ми дајде побрзо доаѓајте, што ме гледате дека кад се снима ова и нека го знаат, ме гледате да знак давам, одма претрчувајте, одма.
Да ме оставите вака. Значи, јас сум немоќен човек, ама сите учествуваме во смислата на проповедта. Сите учествуваме и во немоќта нечија, и во радоста нечија. Некој, јас сум немоќен, мене ова да ми помогне, ама друг се радува за нешто, свадба прави. Јас треба да учествувам во свадбата негова, во радоста негова. Другиот погребува некој, јас треба да учествувам во тагата негова, во маката негова. Не си јас како индивидуа, туку сите ние во црквата. Тоа е црковен живот. Значи, да мислам што му треба на другиот. Тогаш живееме еден живот. Не живееме, лага е голема она што не учи заповед дека ние сме индивидуи. Не сме индивидуи, браќа и сестри, ние сме личности. Во секој од нас се сконцентрирани или живееле или постојат многу други личности. Ама јас, и односно секој од вас поединечно, треба да има одговорности за другиот. Мајката има одговорност за детето. Може да го остави само тоа, не може ни да оди да го остави само. Мораме да имаме одговорност и да научиме така да го живееме животот. Животот само посветен на другите има смисла. Животот сам за себе да не води во гроб. Никаде подалеку. Животот посветен на другите. Тогаш знам, осмислен сум, зошто постојам, зошто живеам. Извинете што би го зборувам, но многу е поважна лекција ова. Така ќе разбереме оно што ни вели апостол Павле. Ова лекција се основи, значи, постоењето како личност, за разлика од оно што ни го нуди Западот, ни вели, вие сте единка. Живеј како ќе живееш, со своите страсти и со своите наслади, ти да имаш корист. Што е битно братот твој што умира? Тоа тебе живее, ама умира. Не е така. Туку и братот мој, и сестрата моја, и вие, и сите сме собрани во Христа Исуса. Сега некој е прстот, некој раката, некој ногата негова. Ама на секој му треба помош. Денеска мене ми откажуваат нозет. Потребна ми е помош, затоа се држам, гледате. Затоа што не можам сам. Ама мислите дека некој може сам, си се лажи себе си. Ако може да стои сам, ако може нешто да направи физички сам, не може психички, не може друг начин. Така што е потребна ни е заедница, за да живееме во заедница и тогаш ќе ги разбираме сите работи. Тогаш умот мој ќе биде умот на другиот. Чекај сега што му е потребно на овој братот мој, да стане од столица, да стане, јас треба да притрчам да му дадам рака, иначе не може да и сам да стане. Така, браќи и сестри, да сте здрави, живи, благодатта да биде со вас, Божја и милоста и